Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, понеделник, 1 февруари 2016 година, го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Преговорите за двете отворени прашања од Пржинскиот договор, регулирањето на медиумската сфера и прочистувањето на избирачкиот список ја одбележаа минатата недела. Разговорите продолжуваат или утре или во среда. Останува неизвестно како и кога би се решиле овие теми, со оглед на фактот што социјалдемократите постојано ставаат нови барања на маса. Последниот услов кој го поставија е дека ќе се согласат списокот да се прочистува како што предложи Државната изборна комисија, но доколку ВМРО ДПМН го прифати предлогот за медиуми од посредникот во преговорите белгискиот експерт Питер Ван Хауте. Владеачката партија и понатаму цврсто стои на ставот дека не прифаќа хибриден закон за медиуми. За нив прифатливо е решение да се превземе некој закон од европска земја. Кој е пак ставот на новинарите кои директно од Ван Хауте слушнаа што тој предлага? Денеска на темата медиумски реформи разговарам со мојата колешка, долгогодишен новинар кој ги следи актуелните политички случувања, Катерина Нешкова од дневниот весник Дневник. Добар ден и добре дојдекате. Добар ден и добро ве најдов. Предлогот на Ван Хауте според најавите СДСМ, како што кажав и во најавата, планира да го преточи во закон и информира дека ќе се откажат од преговорите за избирачкиот список доколку се усвои предлогот на посредникот. Ова е еден вид на класично пазарење и дали ова има врска со фери демократски избори и кој е ставот на новинарите околу предлогот на Ван Хауте? Ти беше директно присутна на презентацијата кога во декември, на почетокот на декември, кога Ван Хауте излезе со своите идеи. Значи не се работи за предлог конкретен во форма на законско решение или точни решенија за одредени прашања кои што се дел од медиумската сфера и кои што се актуелни во преговорите. Дали има врска со фери демократски избори? Не, затоа што и многу малку од она што изминатава година не се случуваше во рамките на разговорите помеѓу власта и опозицијата, имаше врска со фери демократски избори. Ја накратко би сакала тој политички контекст или кои се работи ми укажуваат на тоа дека многу малку од се ова што го видовме сега и покрај тоа што беше правено во името на некакви си избори како завршна идеја, како завршна цел на сите овие разговори. Почнувајќи пред се од пазарот кој што беше правен со објавувањето на снимките од незаконско преслушување од страна на СДСМ. Значи тука стануваше збор за пазар. Првиот пазар беше практично оној зад зад она што јавноста го дозна многу подоцна, тоа е дека Нели Заев всушност преговарал со Груевски во името на некаква замена на снимките со кои што нели биле инкриминирачки за поставата за самиот Груевски, неговата постава, владина постава, во замена со добивање на некаква власт. Кога вие одите кај оној кој што го обвинувате за корупција, за криминал, со идеја да пазарите, односно на еден начин фактички го амнестирате од сето тоа, не може да се нарече поинаку освен пазар. Значи не може да станува збор за некаква доблесна понуда на откривање на некаков криминал и осудување на истиот. Вториот пазар беше направен со селекцијата на снимките кои што ги слушавме, односно само СДСМ имаше пристап до тоа што го објавува и го објавува чисто партиски, водејќи се чисто од партиските интереси. Прво нецелосно објавувајќи ги снимките, односно ставајќи ги во контексти во кои што тие процениле дека се наоѓаат, можеби и контекстите се вистински, меѓутоа јавноста не може да биде сигурна во тоа, бидејќи таа не учествуваше во ништо од сето тоа, односно снимките не беа бланко објавени. Потоа со второто пазарење околу објавувањето или необјавувањето на снимки со албанските партии, односно функционери на ДУИ и ДПА. Во одреден период Заев нели кокетираше со нив, мислејќи дека ќе направи некаква соработка
за рушење на власта, и трето со објавувањето или нејавувањето дека постојано ќе се објават снимки за некои чувствителни прашања или проблеми кои што беа спомнувани, како она за Смилковско езеро масакрот, како она за Кумановските настани, како она за А1 телевизија и постојаното нели кокетирање со јавноста, додворување дека ќе се открие вистината, па за скривање дека тоа било некаков друг интерес и така натаму. Всушност немаше некоја искрена понуда од страна на СДСМ и од страна на ЗАЕ во објавувањето на снимките, во смисла на тоа дека немаше ни ветување дека по објавувањето на ваквите снимки ЗАЕФ и неговата постава пак ќе се замине и нема да учествува на наредните избори, во знак на тоа дека сето ова го прави не заради партијата и свој личен интерес, туку го прави во името на доброто на граѓаните, или открива криминал. Втората работа која што ми кажува дека сето она што се случуваше минатава година не е во контекст на фери демократски избори, туку во контекст на некакви си политички интереси и на двете партии, значи и на ВМРО ДПМН и на СДСМ, се законите за забрана за објавување на снимките и тактизирањето, односно нивната одложена примена од 6 месеци, што практично ги прави неефективни и не ги заштитува сите оние 20.000 граѓани кои што наводно биле прислушкувани, меѓутоа секој од нас се брои во нив и живе со реалноста дека еден ден некој ќе објави или ќе може неговата приватност. Да, неговата приватност или пак ќе ги оценува со такво нешто. Третиот момент во преговорите се лошиот и многу противуставен, многу контроверзен фактички закон за специјалното обвинителство, кој што всушност ниту нуди владење на правото, ниту нуди некоја ефективна правда, која што на граѓаните ќе им овозможи да се добие јасна слика околу тоа што се случувало околу самото прислушување, односно на кој начин било извршено прислушувањето и што носат содржината на снимките, односно какви индикации за кривични дела, што значи дека граѓаните нема да можат да би донесат веродостојна оценка за тоа кој навистина се огрешил и врз основа на таа оценка некако при калкулирањето на ливчето кого да заокружат да донесат некаков суд, односно да казнат некого за ваква или онаква постапка. Четвртото е лицитирањето со договорените датуми за избори. Значи, граѓаните на Република Македонија изминативе години беа сведоци на неколку предвремени парламентарни циклуси, се поклопи и редовните председателски избори во меѓувреме и редовните локални избори, практично секоја година се гласа и се почувствува една замореност на граѓаните од таквото постојано изјаснување, од постојано некој да ги притиска да кажат за кого се и како се и зошто се. И тие всушност не ни сакаа избори. Значи, граѓаните беа уморни од избори. Од друга страна и бизнисот беше уморен од избори, тоа јасно го кажува, сите бизнисмени, економијата се ги покажуваше параметрите дека кога ќе настапи некој постабилен период може да се очекува некаков раст, за разлика од тоа кога се очекуваат избори, кога се замира и кога практично целото општество е во еден грч. Меѓутоа, кога веќе беа договорени изборите во јуни, иако беа договорени за еден период што тогаш ни се чинеше многу долг, значи 10 месеци за 24 април годинава, сите некако и покрај тоа што им беше тешко, некако им молесна знаејќи дека кај да е целата оваа приказна ќе заврши. И на крај доаѓаме до последното пазарење околу избирачкиот список и медиумите. Се работи за две прашања кои што секако дека го допираат изборниот процес, меѓутоа кои што и можеби или пак директно може да се однесуваат на техниката на гласање или креирањето на јавното мислење, меѓутоа процес во кој што се завлезе во многу технички детали кои што на самите граѓани не им се толку битни. На граѓаните им е битно да излезат на денот на гласање, да гласаат слободно, меѓутоа нивната тајновитост во гласовите да биде загарантирана, да после крајот на изборниот процес тие гласови да бидат преброени и да се објават резултатите. Тоа е се она што ги интересира граѓаните. Од сето тоа, значи така едноставна да речам
работа, иако не е едноставна, партиите успеа сите оние технички детали да ги извадат на виделина и да ги издигнат на ниво на граѓански интерес. Па тука беше активната регистрација со која што се лицитираше СДСМ, па незиното повлекување. Значи проблемите со избирачкиот список не се нови. Значи компликации постојано имало, тие се протегаат уште од 90-тите години. Ние сме млади, јас паметам дека, значи како средношколка, дека тогаш се зборуваше за фантомски 150.000 гласови нададени поради дадени државјанства на косовски државјани, кои што требаше тука да гласаат во името на тогаш на СДСМ и председателските избори на Киро Глигоров. Меѓутоа од 2009 година наваму избирачкиот список стана некое централно прашање кое што се истигна до тој степен со кое што се доведе во прашање било какви избори понатаму да се спроведат. Да не заборавиме, од тогаш и почна процесот на прочистување на списокот. Значи, тоа што го говорат сега СДСМ и ВМРО не е ново. Тие се во постојани преговори за методологиите како ќе се прочистува списокот практично од 2009 година и постојано се изнаоѓа некакви модуси. Да не заборавиме, тоа започна со една пилот програма во Виница и во Гостивар, кога беа проверирани пред се тоа каква е евиденцијата на мртвите во избирачкиот список, односно дали постои соодветна законска регулатива за пријавување на мртвите, која што ќе доведе до нивно бришење во избирачкиот список, и беше утврдено дека системот во овој дел знае да потврди. Меѓутоа не се работеше за некоја особено голема бројка. И тогаш се направи ревидирање на законите, беа избришани не знам колку десетици илјади мртво запишани. Вториот етапа беше етапата од 2011 таму до некаде 2014 година, кога се реши пак проблемот со двојните лични карти, двојните матични броеви, двојни адреси кои што возможуваа некој да гласа два пати или пак воопшто да не може да го оствари своето избирачко право, и тоа едноставно се реши со биометриските лични исправи, каде што секој кој што има биометриска лична карта, која што се добива на одреден закон, законот исто така беше донесен со широк консензус помеѓу политичките партии, за кој што точно се утврди бројот на државјани кои што поседуваат вакви исправи и кои што може да излезат на гласање. И мора да споменеме дека сето ова прочистување на избирачкиот список чинеше 3 председатели на Државната изборна комисија, тоа се Новаковски, Кондарко и Рилковски. Сите тројца од редовите на СДСМ своите кариери ги изгубија затоа што во рамките на Државната изборна комисија секогаш на крај излегува со изјави дека избирачкиот список е точен. Можеби не е прецизен, меѓутоа е прилично точен и може да даде веродостојни резултати. Гласачите од Пустец воопшто не сакам ни да ги споменам. Тоа е прашање кое што е толку дегутантно пред се заради бројчаната застапеност на жителите на Пустец како македонски државјани. Значи се работи за толку мал град кој што не може да влијае врз резултатите на гласањето, дури не успеа да влијае ни онаму каде што беа најмногу запишани во општина Центар и во Ресен, дури и да имало некакви нерегуларности. И второ, да не заборавиме дека нема ништо спорно, барем според старите законски решенија, кога се доделуваат државјанства на овие граѓани, македонци по потекло кои што живеат во Албанија, значи некаде периодот 99-2001, дека постоеше законско решение дека тие што немаат живеалиште во Република Македонија добива живеалиште на адреса на МВР, или пак имаа право, најчесто тоа беа нивни пријатели или роднини кои што живееа овдека, да ги пријават на сопствената домашна адреса. Нешкова, се извинувам тука што морам да те прекинам, меѓутоа мора да ја исполниме обврската кон нашите спонзори. Време за реклами, продолжуваме веднаш со разговорот. Почитувани слушатели, останете на истата фреквенција, се враќаме брзо во студиото. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска. Мој денешен гостин е
новинарката од дневниот весник Дневник Катерина Нешкова. Нешкова, од една страна го имаме предлогот за медиумите од белгискиот експерт Питер Ван Хауте, од друга страна имаме предлог од ВМРО ДПМН да се ископира некој закон од земја членка на Европската Унија. Како го коментирате ова и кое според вас би било поидеално решение? Вака сега, значи веќе споменав дека предлогот на Ван Хауте не е некој законско решение, значи не е во форма на закон и не нуди некои конкретни решенија. Од друга страна, ВМРО ДПМН рече дека ќе прифати било каков европски закон. Бев присутна на презентацијата на законот на Ван Хауте и тоа, имајќи го предвид предходниот, првичниот предлог на СДСМ, бидејќи тоа беше партијата која што прва лицитираше со предлози во однос на медиумската сфера. И очекувано тоа се да само го направи, пред се затоа што знаеше дека тоа ќе биде сфера во која што тешко ќе се доаѓа до компромис, значи купуваше време, и второ затоа што ако успее да направи некаква спогодба во овој дел, тоа ќе значи на подолг рок некакво си влијание во креирањето на јавното мислење од страна на политичките фактори, и тоа заскриено, да речам, под наводници на објективно влијание или објективно влијание врз јавното мислење. Сега, што се однесува до предлогот на Ван Хауте, тој ми личеше, барем во во моментот на слушање на презентацијата, на една облажена верзија на оваа првична верзија на СДСМ. Знаеме дека СДСМ излезе со крајна верзија во која што нудеше партиска диктатура, затворање на медиуми и драконски казни. Мислам дека тоа го направија намерно, дека тие се свесни дека такво нешто нема да помине, меѓутоа ја заземаа крајната позиција за потоа да се остават простор за пазарење, знаејќи дека Ван Хауте во текот на преговорите, имајќи го предвид неговото идеолошко милје, значи неговата идеолошка определба која што е поблиско до социјалдемократската, мислеа дека ќе добијат некаква облажена верзија од него, која што сепак ќе биде понастрана, по-позитивна за СДСМ, меѓутоа од друга страна пак ВМРО ќе не може да се го дозволи луксузот да одбие меѓународен представник, како што и се виде во текот на преговорите дека меѓународните представници успеа секогаш да истуркаат својата идеја. Предлогот на Ван Хауте има неколку генерално е добар, меѓутоа има неколку спорни точки кои што можат да допрат одредени сфери или да дадат некаков политички контекст во медиумската сфера. Особено за мене беше спорно начинот на кој што ќе се избираат членовите во советот на Агенцијата за медиуми, затоа што се предлага еден прилично либерален начин кој што завршува со чисто политичка одлука. Односно, предвидуваше кандидатите, членови на советот на агенцијата, да конкурираат со некакви препораки кои што ќе ги добијат од невладини организации, што е малку чудно, особено во македонски контекст. Со оглед на тоа што невладините тука кај нас се поврзуваат најчесто со Сорос. Со политички. А од друга страна, еснавските здруженија се ставаат на исто рамниште со нив, иако тие се главните, нели, оние кои што навистина ја познаваат проблематиката. А второ, сето тоа завршува со двотретинско гласање во Собранието на Република Македонија, односно бара широк консензус, меѓутоа тој широк консензус во македонски рамки значи често пазарење, односно договор на политичките партии, кои членовите ќе биде на едната или на другата партија, потоа и двајцата да поминат заеднички. Што мене лично не ми се немаше механизам со кој што тоа би се понудена механизам со кој што тоа би се заштитило. Второ, не ми се допадна начинот на кој што, иако е многу драстично облажување од предлогот на СДСМ, директорот да биде тој кој што ќе ги одредува казните и ќе има дискреционо право да одлучи кога одреден медиум сгреши или не, е тоа што овдека пак советот ќе биде тој кој што ќе одредува висината на казната, односно таа законски да не биде регулирана со една општа дефиниција дека таа ќе треба да зависи од прометот на самиот медиум.
Слични решенија се нудеше и за Советот на МРТВ, значи на јавниот сервис. Може добро и за поздравување тоа што Кен Вајнхаутен, на пример, што дава уредувачка слобода во МРТВ, го намалува ДДВ-то кај комерцијалните медиуми од 19 на 5%. Меѓутоа, тоа се работи кои што не се проверени на дело. Значи, тој не понуди подкрепа од каде овие решенија функционираат или какви европски стандарди поддржуваат. Од друга страна, ВМРО излезе со предлог пред неколку дена, односно пред една недела, кој што може би соодветствува со некакви европски стандарди. Освен мене барем не ми се допадна во еден дел, а тоа е понудата јавниот сервис во време на изборна кампања да биде воден од два уредници кои што ќе бидат партиски определени. Такво решение, директно инволвирање на вакво за јавен сервис е чудно. Како се ова ќе заврши или со какво решение ќе заврши? Мислам дека ќе заврши некаде на средина или пак некој компромис. Некој компромис, меѓутоа мислам дека Вајнхаутен во некои делови ќе попушти. Јас би сакала тоа да биде во намалување на бројот на мандатот, на годините на мандатот на членовите на Советот. Сега е премногу долг и тоа возможува една комотна позиција на членовите на Советот во Агенцијата за медиуми. Но мислам дека ќе се обезбеди и некаква во законското решение ќе се обезбедат и некакви гаранции дека опозицијата ќе добие некакво влијание во овие институции. Значи зборувам за Агенцијата за медиуми и програмскиот совет на МРТВ, па дури и во рамките на Македонската информативна агенција. ВМРО ќе си го дозволи овој луксус пред се заради тоа што ќе сака да го исполни своето ветување дека избори на 24 април ќе има и ова е стапката која што ќе ја направи. Ќе биде лошо ако сето тоа помине во рамките на поимот избалансирано новинарство, бидејќи сметам дека овој термин и овој поим премногу погрешно експлоатиран во јавноста или пак во рамките на преговорите на политичките партии. Не знам на што фактички се инсистира, не е јасно. Ако се подразбира некаква еднаква застапеност во информативните програми на власта и на опозицијата, не мислам дека тоа ќе доведе до некаква нова слика на гледачите, на слушателите, на читателите, која што ќе им даде појасна слика што се случува на политичката сцена или кој политички актер нуди подобри решенија. Напротив, мислам дека со ваквото инсистирање, особено од страна на СДСМ, си прави контрауслуга, особено затоа што тоа ќе значи избалансираност и во оние медиуми кои што се сега чисто опозицијски, а кои што се единствено заслужни за одржување на каков таков рейтинг што сега го има СДСМ. Тука правиме кратка пауза и продолжуваме со разговорот на тема медиуми. Почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме за кратко. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Назад сме во студиото, јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, а мој денешен гостин е новинарката Катерина Нешкова од дневниот весник Дневник. Нешкова, дали всушност имаше потреба од менување на актуелниот закон за медиуми кој беше донесен пред неполни 2 години, истиот беше поздравен и поддржан и од ОПСЕ и од Европската Унија? Не, иако и на овој закон лично имав некои забелешки, пред се затоа што препораката на самата ОПСЕ дека 6 месеци пред избори лошо е да се менуваат закони кои што може да влијат во спроведувањето на изборите. И второ, затоа што ваквиот закон беше донесен под покровителство на Европската Унија и со горе доле финансиран од Европската Унија, да, беше и финансиран, меѓутоа и со горе доле некаква застапеност на еснавските здруженија во преговорите за тоа како конечно ќе изгледа законското решение. Што успеа ЗНМ и МАН да испреговараат, тоа е сосема друго прашање.
Јас имав забелешки, например, во делот на казните, начинот на кој што се дефинираат казните за новинарите и за медиумите. Меѓутоа, овој закон сепак задржуваше некакви европски стандарди, Македонија доби некаква позитивна оценка. Така да мислам дека влегувањето во преговори за ова прашање, како што и претходно споменав, беше само едноставно купување на време и обезбедување на долготрајно влијание на опозицијата во медиумската сфера, што од една страна пак ми е многу чудно, бидејќи кога секогаш преговарате позиции кои што вас би ви одговарале во победничка атмосфера. За разлика од тоа, СДСМ секогаш во преговорите бара повеќе место за опозиција. Да, таа е сега опозиција, меѓутоа нема да биде вечна опозиција. И ме чуди ова, да не кажам дури лузерско поставување на работите, меѓутоа нивната калкулација партиска веројатно е таква дека со ова прашање би добиле нешто во јавноста, некој поен плюс. Ајде за оној дел околу порталите. Порталите најчесто се регистрирани како невладини организации, без импресум и без кои новинари работат во таа редакција. Дали е потребна регулација на овој дел? Да, споменав дека на некој на стариот закон имам некои забелешки, заборавив токму да ги споменам дека и интернет регулацијата, односно недостатокот на регулација на интернет порталите, лично ми пречеше многу, иако веќе требаше да се отвори законот и да се менува, тоа беше можеби најмногу во овој дел. Пред се затоа што читателите и слушателите имаат право да знаат кој стои зад пласирањето на некаква информација. Чисто од концепт на тоа дали се работи за нечи личен став, мислење, за лично видување, дали тоа лично видување го прави врз основа на тоа што е експерт или го прави врз основа на тоа што е обичен граѓанин, или пак се работи за новинарско известување. Или пак тоа го прави новинарска куќа со посебен импресум, или пак го прави невладина организација која што застапува одредена цел, одредена идеја за која што сака да постигне одредена цел, најчесто од граѓанската сфера. Значи застапува права на животни, застапува човекови права и слободи, и тоа од одреден корпус, например, не знам, во здравство, на ЛГБТ заедница, застапува приватно образование и така натаму, па во контекст на генералната цел има и некаков информативен портал. Втора потреба од регулација на оваа сфера е тоа што мора да се постават јасни конкурентски правила во медиумскиот пазар. Постоењето на портали е нелојална, кои што не се регистрирани како такви, значи како информативна програма која што им се нуди на сите оние кои што пристапуваат на интернет, е нелојална конкуренција за традиционалните медиуми. Пред се, затоа што не се знае начинот на нивното финансирање, тие можат да се финансираат и по пат на донатори, како и што и најчесто се случува. Второ, се привилегирани во однос на плаќањето на ДДВ през сметката на данокот на добивка, и трето, во однос на рекламирањето, од каде што треба комерцијалните медиуми најмногу да ги црпат своите извори и пари. Ако вие немате регулирана сфера и ако на некому нудите реклама по цени кои што не се конкурентни за останатиот дел од медиумскиот пазар, односно се пониски од сето тоа, вие фактички го рушите и самиот пазар. Третата причина која што сметам дека ни дава, значи, повод за регулација на интернет сферата е токму клеветата и навредата. Порталите се оние кои што всушност ја креираат главната слика за време на изборната кампања за начинот на кој што медиумите известуваат, иако тие практично не се медиуми. Второ, мислам дека во овој контекст во однос на клеветата и навредата потребна е регулација, бидејќи законот за медиуми нуди една посебна заштита на оние кои што се нарекуваат новинари и уредници. Сега таквата заштита колегите од порталите ја немаат, но од друга страна пак ја имаат привилегијата и воопшто да не бидат тужени. Така да, ова можеби единствено прашање кое што ако веќе се отвараше законот за медиуми треба да биде и регулирано.
Ајде сега малку околу изборите. Вие сте долгогодишен новинар, искусен кој ги следи политичките случувања во земјава. До сега сте поминале голем број на изборни процеси. Кои се вашите предвидувања и очекувања со оглед на тоа што се случува во држава во моментов? Опозицијата не сака избори, власта тврди дека ќе има фер и демократски избори. Ќе успее ли Македонија да спроведе изборен процес фер и демократски на 24 април? И дали СДСМ ќе учествува на тие избори со оглед на фактот што, како што кажав и претходно, бегаат соочени со нискиот рейтинг? Да прогнозираме е малце неблагодарно, меѓутоа со оглед на тоа што го имаме веќе како податоци, информации, ставови на двете политички страни, да, СДСМ не сака избори, меѓутоа ако ги читате внимателно изјавите и на лидерот на СДСМ и соопштенијата кои што пристигнуваат од СДСМ, меѓутоа и од коалицијските партнери на СДСМ, ЛДП, НСДП и сличните на нив, јасно е дека и на нив им е јасно дека избори ќе има. Сега се обидуваат само да го испазарат датумот, иако тоа нешто многу нема да промени. Не знам колку би променило. Свесни се дека не промени, меѓутоа тоа е една многу краток период. Но тоа е едно штекирање на некоја нивна битка. Ете, добивме датум кој што ние го сакаме, иако и 24 април беше практично нивен датум. Мислам дека изборите сепак ќе се одржат на 24 април. Изборниот ден верувам дека ќе помине во мир и во една демократска атмосфера, ќе биде запазена процедурата на гласање. Ако некој од политичките актори си го дозволи тој луксус на насилство, инциденти, оспорување на самиот ден на изборите, тогаш Македонија ризикува да влезе во едно сценарио кој што ќе чини многу повеќе дури од ланската година. Но тоа нема да биде дозволено, верувам, ниту од Европската унија, ниту од ОПСЕ, ниту од поголемите сили, пред се заради нивниот интерес. Тука е бегалската криза. Македонија мора до мај, јуни веќе да, кога се очекува вториот голем бран на бегалци, а во контекст на се она што сега деновиве се случува во актуелна Европа, во смисла на враќање на бегалците, одбивност и така натаму, ќе мора да има формирана стабилна влада со која што Европа ќе може да преговара или да превзема некакви решенија. Знаеме, геостратешката положба на Македонија е таква во овој момент, е во центарот на вниманието. Второ, тука е самитот во јули на НАТО, значи Македонија мора да го дочека со влада. Тука е и прелиминарниот или првичниот извештај за напредокот на Македонија во евроинтеграциите, значи мора да имаме јуни, инаку не би имале што да оценуваат европските авторитети, така да мислам дека 24 април е извесен. Можно е, ако веќе има поместување, да има многу мало поместување и тоа е возможно со оглед на одложената одлука, односно одложеното важење на одлуката за распуштање на собрание, кое што во одреден момент би можела да се повлече. Мислам дека свесно ВМРО, ДПМН и ДУИ оставија таков минимален маневрски простор, иако велам дека тоа е многу мал. СДСМ соочен со притисокот и со оглед на тоа дека веќе ги прифаќа методологијата, ќе очекуваме од Чичаковски најверојатно за недела две дека тоа експресно тоа прашање експресно се завршува и дека ќе се дадат добри резултати, ќе имаме изјава за учество на изборите или пак тоа ќе учеството на СДСМ ќе го заменат некои помали партии кои што ќе на своите листи ќе инкорпорираат кадри од Социјалдемократскиот сојуз. Доколку се покаже точно она што го покажуваат анкетите, доколку ВМРО ДПМН победи на тие избори и ја формира новата влада, што потоа што предвидувате со опозицијата и со Зоран Заев? Очекувам дека ќе се оспоруваат и ваквите резултати од одредена група на СДСМ. Колку тоа ќе ескалира во политичка криза ќе зависи од ВМРО ДПМН. Што ќе се случува со Зоран Заев, тој самиот ќе одлучи, имајќи ги предвид сите постапки кои што претходно ги направил и се она што планира во иднина да го прави. Тоа е прашање на личен избор. Ти благодарам, Дишкова, за денешното гостување.
Ви благодарам и на вас. Почитувани слушатели, вам ви благодарам за вниманието и ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас. Слушајте радио во боја, целата емисија од Кворум со слика и тон можете да ја најдете на rsm.mk. Политичкиот магазин е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Горан Алавук, јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Денеска е 1 февруари 2016 година. Се слушаме повторно за 7 дена. До тогаш, пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.